Добар ден. Годинешниот април не изненади само со метеоролошките услови, но пријатно не изненади со новитетите од автомобилската индустрија. Затоа во ова издание на Автомагазин ќе ви ги прикажеме најсвежите новитети од светот на четирите тркала. Прво ќе заминеме за Лондон, каде што ќе ви прикажеме како се промовираше новата генерација на Jaguar XF. Незината светска премиера се случи токму во престолнината на Обединетото кралство на спектакуларен начин. Потоа ќе се преселиме од другата страна на Атлантикот, каде само после 3 недели од затворањето на Женевскиот мотор шоу се случи новиот њујоршки мотор шоу, каде што беше представена цела плејада на нови модели. Се разбира дека ќе имаме време и за домашните збиднувања. Да не должиме многу, веднаш по рекламите тргнуваме со премиерата на Jaguar XF. Toyota, во соработка со Шпарка се лизинг, ви овозможува да се препуштите во комфорот, да бидете урбани, но и авантуристи, да уживате во уникатноста на Toyota RAV4 за само 16.000 денари месечна рата и да возите на раат. Ве очекуваме во салонот на Toyota. Toyota, always a better way. Докажан и на најтешкото светско рели Дакар. Искусете ASX Авантура, урбан теренец наместо обичен автомобил. Богато опремен Mitsubishi ASX за 13.980 евра. Кој вели дека скок во височина може да се изведе само на еден начин? Кој вели дека секогаш мора да размислуваш конвенционално? Целосно новата Mazda 3 со SkyActiv технологија. Mazda го предизвикува конвенционалното. Ниту тајниот агент во службата на незиното височество не би можел поспектакуларно да го донесе новиот Jaguar XF на местото на неговата презентација на брегот на Темза. Возејќи по две сајли преку реката, британскиот спортски седан во голем стил им испрати порака на своите германски конкуренти да се пазат од него. Оружјата што ги има за тоа не се тајни. Алуминиумот користен во структурата, нова генерација мотори и пред се англиската елеганција. Како што се очекуваше, дизајнот на новиот XF е сосема нов, иако изгледа познато. Предниот дел во голема мерка наликува на добро приемениот XE, со доза по истакната агресивност. Елеганцијата пак добиена со разлечената силуета, чиј заден дел купеовски се спушта, го навестува надмениот стил кој преовладува во внатрешноста. Исто така инспирирана од XE, но во помала мерка, незиното модерно обкружување со воздржано присуство на луксузот прави во интериерот да преовладува релаксиран амбиент кој влева верба во возењето. Алуминиумската платформа продолжена на скоро 5 метри. За него го олеснува спортскиот седан дури до 190 кг, што всушност беше инспирација за неговото возење по сајлите преку надојдената Темза. Агилноста му ја обезбедува широката гама мотори предводена од новото Ingenium 4-цилиндрично семејство. Дизелите се со 163 и 180, а единствениот ваков бензинец со 240 конски сили. Во понудата остануваат 3-литрените V6 мотори, но сега бензинските имаат 340 и 380, а дизелот рамно 300 коњи. Врвот, како што додикува, ќе биде резервиран за компресорските V8 агрегати наменети за перформансните верзии, кои ќе се појават подоцна. Поголемата цврстина на каросеријата и идеалната 50:50 дистрибуција на тежината треба да укажат на неговото однесување на асфалтот. Ако на тоа ги додадеме останувањата кои има безмолку тркачка конструкција и иновативните електронски помагала, тогаш ќе знаеме со што Jaguar XF ќе ги застрашува германските конкуренти. Тактиката на постепена еволутивност на своите модели со преклопување и прелевање на основните особености прави возилата на Jaguar да бидат на што се, типично британски и вечно млади. Ниту новиот XF не е исклучок. Тој дисциплинирано ќе ги стави своите вредности на располагање на купувачите оваа есен по цена која ќе биде дополнително објавена.
Њујоршкиот мотор шоу добива се поголемо значење во автомобилскиот свет. Големото јаболко и огромната потрошувачка на автомобили во Соединетите Американски држави концентрираат три големи настани. Тоа е Лос Анџелес мотор шоу, се разбира Евергрин од Детройт и на мапата на светските збеднувања се побитен и поважен е Њујоршкиот мотор шоу. Се разбира дека таму се случија многу новитети од домашните производители, но и европјаните не останаа пократки. По Кајман GT4 логично беше да се очекува хардкор верзијата на Бокстер. Ветерот на Менхетен го одува покривот од Бокстер, претворајќи го во Спајдер. Со себе го однесе и механизмот за отворање, така што единствениот платен покрив сега се симнува рачно. Причините за ова не се пуритански, туку потребата за олеснување на отворениот двосет во бесно количе, најбесно вака досега. Предиката од него што допатува 3,8 литарскиот боксер од 911 Carrera S, скоро идентичен како оној во Кајман GT4, не може да се игнорира. Искористувањето на сите негови 375 коњи до максимум бараше отстранување на радиото, клима уредот и 2-3 други ситници. Ако некој ептен запне, од фабриката ќе ги добие како дополнителна опрема и тоа бесплатно. Заради неконтаминирано истерување на задоволството во возењето, Бокстер Спајдер е спуштен за 20 мм и ексклузивно ќе доаѓа само со 6 степена мануелна трансмисија, со чија помош ќе забрза до 100 км/ч за 4,5 секунди и ќе може да достигне максимални 290 км/ч. Во денешно време на истакнување на брендовите пред производот името е се. Затоа Lincoln Continental е најсвеж пример. Легендарниот голем седан, познат и надвор од границите на Америка, веќе деценија и пол го нема на дилерските ценовници, но не беше заборавен. Неговото 6 кусур децениско екзистирање како синоним за луксус, почит и неприкосновен статусен символ остави толку длабоки траги што со самото споменување дека се подготвува негов наследник, јавноста се загреа. Кога па го виде каков е, зоври од нетрпеливост да го дочека како серијски модел. Затоа ќе треба да се почека барем уште една година, но концептот покажан во Њујорк е на сигурен пат кон успехот на овој наново роден модел. Оние фамилијарните со моделите на Линколн ќе забележат новата едноделна маска со која неговиот преден дел премногу потсетува на едни други, малку полуксузни британски лимузини. Сличен впечаток оставаат и класичните пропорции, но во тоа нема ништо лошо. Исто како и во додавањето софистицирани детали, како што се LED светлата со ласерски асистиран сноп, визуелно споените задни светла, големата количина хром и скриените рачки од вратите. Натрешноста пак предизвикува други чувства. Раскошот присутен насекаде, вешто е испреплетен со модерни и стилски детали, создавајќи хармонија на релаксирани чувства дури и само кога се гледа. Под кожата Lincoln Continental концептот има 3-литарски EcoBoost V6 мотор, за кој од компанијата одбиваат да дадат други детали, освен дека ќе биде ексклузивно градуван во возилата од оваа марка. Мноштво асистирачка електроника се подразбира, како и неговата способност да го подигне имиджот на возачите кои не се палат на моделите од германската и јапонската конкуренција. Со
Сосема новиот Cadillac CT6 на сцената на њујоршкиот салон на автомобилите блесна со сета своја слава. Блесна и стана славен уште пред да се појави. Тоа не представуваше изненадување, бидејќи веќе долго време се најавува. И однадвор и однатре изгледа токму така како што го очекуваа, но она што е најинтересно се крие во делимичните технички податоци кои ги објави General Motors. Според нивните зборови, овој најлуксузен модел во гамата на Cadillac е голем колку BMW 7, но тежи колку BMW 5. Сепак, да се навратиме на она што навистина е. Cadillac повеќе или помалку добро не подготви за дизајнот на луксузниот CT6, од кој сепак се очекуваше да изгледа малку порафинирано и подинамично. Но ова не треба да се свати како недостаток. Тој сепак е новиот знаменосец на марката и како таков мора да има и конзервативна црта. А колку и да звучи контроверзно, неа најмногу ја добива од најрадикалната измена во дизајнерскиот јазик – вертикалните LED ленти кои се спуштаат од фаровите до светлата замагла. Стилот на марката го има диктирано и остатокот од каросеријата со остри рабови и високи бокови. Внатрешноста му изгледа елегантна и пристојно важна, токму колку да не се наметнува како надмена. Само со еден поглед се гледа дека во некои нешта оддава посилни чувства од неамериканските конкуренти, остекнувајќи сепак препознатлива со единствените особености. За разлика од сликата што ја имаме створено за моделите од оваа марка CT6, ќе биде понуден со доста помали мотори, дури и од 2 литри со 265 коњи. Засега се знае уште и за новиот 3-литарски Twin Turbo V6 од околу 400 коњи и ревидираниот атмосферски 3,6 литрен исто така V6 со 335 коњи. Веројатно во него ќе се најде и некој V8 мотора, скоро сигурно и хибридна погонска единица. Појавувањето на новиот Outlander најави тешки времиња за конкурентите, потешки за нив, а полесни за Mitsubishi, чии директори ќе имаат уште една причина повеќе да навлечат насмеха на сериозните лица. Преработувањето на дизајнот на добро одмерениот кросовер ќе навлече насмевка и на лицата на купувачите, посебно во Америка, кои не се покажаа многу среќни со изгледот на досегашниот модел. Сосема новиот дизајн, инспириран од XR2 концептот од Женева, е само увод на списокот измени. Ги има околу 100, што ситни, што крупни. Освен во дизајнот, забележливи се измените и во внатрешноста, каде доминираат новиот управувач и седиштата. Се споменува и подобрата звучна изолација на кабината и просторот за моторот, во кој барем во Америка се останува исто. Погонската механика за Европа не е позната. Mitsubishi не е многу среќен со продажните бројки на Outlander во Америка, каде годишно се пласираат едва и нешто над 10% од вкупната продажба на овој модел. Можеби сега работите ќе се сменат на подобро. Големото јаболко беше домаќин на една значајна премиера, новиот Chevrolet Malibu. Со поинаков дизајн, оваа за американците средно голема лимузина сега е подолга, полесна и поефикасна. Наликувајќи на поголемата Impala, новиот Malibu дефинитивно изгледа поелегантен отколку досега, што ќе биде голема предност во однос на конкуренцијата. Потенките светла, свиткани наназад и типичната за брендот дводелна маска му обезбедуваат помаркантна појава, а силуетата визуелно прекршена со страничните линии, впечатлив дури и драматичен настап. Аеродинамиката му е подобрена со понискиот нос, а и активната решетка пред ладилникот, што заедно со унапредените погонски групи му ја зголемува економичноста. Затоа придонесува и тежината на Malibu, која е намалена за значајни 136 кг. Малку изненадувачки е што основната верзија на Malibu ќе доаѓа со 1,5 литарски мотор, кој со помош на турбокомпресор обезбедува 160 коњи.
И поголемиот дволитарски мотор своите 250 конски сили исто така ги добива со турбокомпресор, додека свежа новина е хибридната верзија. Настаната како дериват на онаа од Volt, незината погонска група комбинира 182 конски сили од 1,8 литрениот бензинец и два електромотори кои обезбедуваат брзина од 88 км/ч со нулта емисија издувни гасови. Бројните опции го прават полесен избор за купувачите, кои годишно овој модел ги освојува околу 200.000 пати. Оделението на Jaguar Land Rover за специјални возила добро се потруди да ги импресионира американците, нудејќи им го Range Rover SV Autobiography, тие им овозможија да го вкусат ултралуксузот онаков како што го познаваат англиските аристократи. За најлуксузниот теренес на британската марка, направен било кога, тешко дека ќе остане некој суперлатив неискористен. Од стандардните верзии се разликува по двобојната каросерија, која го комбинира Санторини црниот горен дел со 9 избора на боја на долниот дел од телото и карактеристичната маска со графитен финиш и полиран хром. Ако надворешноста му е скромно неупадлива, тоа не може да се каже и за внатрешноста. Најфината кожа и деталите изработени од алуминиум и екзотично дрво само го наговестуваат нивото на луксус, посебно истакнато на задните седишта. На патниците таму на дофат им се ладелник, преклопливни масички со напојување за компјутер и слични работи кои не сме навикнале да ги гледаме по автомобилите. Длабоките тепеси направени од волна од ангора кози најдобро го илустрираат специјалниот амбиент. Не е заборавен ниту багажникот во кој освен присуството на алуминиум и дрво се среќава и лизгачки под кој се истегнува наназад за полесно товарење. Друга негова посебна карактеристика се така наречените седишта за настани, две импровизирани места за седење кои брзо и лесно се склопуваат на долниот дел од задната врата. Освен што е топ of the top во понудата на британската марка, SV Autobiography е најмоќниот Range Rover. Покрај стандардниот 510 конски компресорски V8 мотор, опционално се нуди во специјално тюнирана варијанта со 550 коњи. Перформансите не му се објавени. На располагање ќе биде со стандардно и долгомеѓоскино растојание по цена од $200,000 за $15,000 поскапо отколку до сегашната најлуксузна верзија на Range Rover. Кросоверот TRX е долгогодишен бестселер на Lexus, со импресивна глобална продажба од повеќе од 2,1 милион единици. Тој е далеку најуспешен модел на јапонскиот производител. Секогаш бил својствен и не потпаѓал под трендовските влијанија, но сега тоа се менува. Првото и најочигледно кај сосема новиот Lexus RX е неговиот силен стајлинг. Тоа е продолжение на заканувачката и лута појава на малиот NX и како крајна цел ќе има да му се даде на брендот подобар идентитет. Со него Lexus како да најавува трансформација од марка која продава условно кажано мирни автомобили во марка која продава визуелно впечатливи возила. Критиките дека формата ја победи функцијата држат, иако гледајќи го новиот TRX ќе кажеме дека нема ништо лошо во тоа. Тој за среќа не е со слични пропорции како неговиот претходник, па со дизајнот од помалиот брат не изгледа како вештачка креација. Бидејќи RX е кросовер со стриктно 5 седишта, натрешноста му е доволно просторна да остава силен впечаток, малку заматен со стилот што го има задржано. Сепак убав е внатре, но на сметка на практичноста. Можеби и затоа главните карактеристики со кои овој модел ќе ги убедува купувачите да издвојат солидно купче пари за него се поврзани со безбедноста, па се добива впечаток дека Lexus сака да стане лидер во оваа област. Не е заборавено ниту високото ниво на луксус,
Lexus. Што се однесува до моторите, новиот RX ќе биде на располагање во две верзии, бензинска и хибридна. И двете ќе имаат 3,5 литарски V6 мотор, слична максимална силина од околу 300 конски сили и нов 8-степен автоматски менувач. Ако веќе го нема кај нас, не значи дека треба да заборавиме дека постои. Малиот Chevrolet Spark пристигна во големото јаболко со ново руво. Тој ги привлекуваше посетителите на салонот на автомобилите со својата дречливо зелена боја, која символично означуваше дека е позелен во технологиите. Но затоа е позрел во дизајнот кој помалку разигран отколку досега му дава посериозен изглед. Chevrolet Spark е созреан и во внатрешноста каде поголемата рафинираност на обработката и поквалитетните материјали ветуваат по пријатен престој. За тоа заслуга ќе имаат и изменетите пропорции. Меѓуаскиното растојание му е малку поголемо, а висината малку помала. Подобрувања има и на погонската група, која сега е 1,4 литарска со 98 конски сили и за 5% поекономична. Toyota со најавата дека за салонот во Њујорк ја подготвува хибридната верзија на RAV4 ги збрка американците кои наместо да се фокусираат на еколошката технологија, се фатија за задното LED стоп светло. Оценувајќи го известувањето на Toyota за RAV4 хибрид како екстремно енигматично, тие детално го анализираат дизајнот на светлото до таа мерка што едва споменуваа дека новитетот сушност е хибридниот погон. Зашто така само тие си знаат? Ние одамна престанавме да се обидуваме да ги сватиме. Сепак не пропуштија да кажат дека одлуката за представувањето на хибридната верзија на RAV4 е малку изненадувачка. За европјаните вакиот потег не е изненадување, а недостатокот од други детали за новитетот наместо кон задното светло ги насочи на размислување која хибридна група за RAV4 би можела да биде искористена. За сега предности се дава на она од Lexus NX300H, која комбинирајќи 2,5 литарски бензински мотор со електромотор нуди вкупно 197 коњи. Не треба да заборавиме и дека неодамна Auris и Avensis добија дизел мотори од BMW, а освен задното стоп светло, треба да очекуваме и други дизајнерски измени на не така старото спортско корисно возило, пред се во ликот на неговиот преден дел. Покрај новитетите на 4 тркала, салонот во големото јаболко е домаќин на доделувањето на наградата Светски автомобил на годината. Тоа е голема чест и обврска, а неа ја поднесе Mercedes C-класа. Најновата генерација на лимузината од средната класа на Mercedes-Benz го освои жирито најмногу со својот дизајн и технологиите од луксузната S-класа, како што во своето официјално обраќање до јавноста го наведе жирито. По деталното образложение ќе ги спомене сосема новата алуминиумско-челична платформа, унапредените погонски групи, нивото на рафинираност, луксус, безбедност, како и перформансите и возните својства кои се најдобри во класата. C-класата на Мерцедес со најголем успех го заврши годинешниот поход кон значајната награда меѓу вкупно 24 возила, а во самиот финиш беше подобра од останатите финалисти Ford Mustang и Volkswagen Passat. Но причините за славје на Мерцедес не завршија со титулата за C-класата. На подиумот на наградените од страна на жирито за изборот на светски автомобил на годината за 2015 се искачија уште и купе верзијата на S-класата, која е прогласена за најдобра
најдобар луксузен автомобил, и Mercedes AMG GT, кој ги понесе епитетите како светски спортски автомобил. Треба да им се честита и на дизајнерите на Citroen, кои со C4 Cactus ги освоија симпатиите на 75 членото жири, и на инженерите на BMW, за чии еколошки заложби i8 стана најзелен автомобил за 2015 година. Додека јапонците се радуваат на малиот родстер S660, Honda ги израдува сите останати со концептот што го покажа новиот Civic. Мора да признаеме дека појавувањето на концептот наречен едноставно Civic малку не изненади. Дизајн студијата, за која никој не беше слушнал дека се подготвува, според официјалните изјави на Honda ја најавува 10-та генерација на овој модел. Ќе биде најдинамичниот, технолошки најнапреден и најрафиниран Civic досега, поставен на нова платформа и со нови турбомотори. Обработката на деталите на самиот концепт покажува дека не е далеку од сериски модел, што не треба да чуди, бидејќи Honda ја планира неговата презентација за есенва. За останатите детали ќе треба да почекаме малку, но треба да напоменеме дека се што е пласирано за него се поврзува со американската верзија, која е различна од европската. За неа пак беше најавено дека со планираната инвестиција од 200 милиони фунти, англиската фабрика на Honda ќе се оспособи да стане единствен добавувач на петвратната хеджбек верзија за целиот свет, всушност таа што ние ја познаваме. Кога ќе се појави и каква ќе биде не се знае, но со преземањето на фабриката во Свиндон на улогата на негов глобален снабдувач значи дека за CRV ќе мора да се бараат други капацитети. Тој во иднина во Европа најверојатно ќе пристигнува од Канада. Од Менхетан се враќаме во Скопје, поточно на кеот на реката Вардар. Минатата недела се случи еден хуманитарен настан кој нема врска со автомобилите, но има голема врска со екологијата и здравјето на луѓето. Па еве ви и една добра инспирација како да ги поминете следните денови кои метеоролозите ги најавуваат како убави. Студеното неделно утро не покажуваше дека пролета веќе е пристигната, но тоа не беше никаква пречка за стотина учесници на роденденската хуманитарна трка на Евроинс школата за трчање. Сите тие имаа силен мотив. Собраните средства беа донирани во организацијата SOS Детско село Македонија. Ниту патеката долга 5 километри на кеот на Вардар не беше никаква пречка за професионалните маратонци, на кои во име на хуманитарноста им се придружија и бројни рекреативци. Меѓу нив беше забележливо присуство на љубителите на трчањето од странство, кои со своето учество порачаа дека за детските насмевки не постојат географски граници. Денеска се одржа роденденската хуманитарна трка во организација на Евроинс школата за трчање и SOS Детското село. Одлучивме сите парични средства кои што ќе бидат за оваа трка да ги донираме на Евроинс, да ги донираме на SOS Детското село. Благодарност до сите кои што денеска се тука да ја поддржат оваа хуманитарна акција за собирање на средства за SOS Детско село Македонија. Со оваа акција Евроинс покажа голема општествена одговорност. Соработката која што е на нас за 4 години продолжува и уште еден значаен момент е што преку оваа спортска активност го потенцира значењето на спортот за психофизичка активност на децата и развој. За нас като Евроинс и генерален спонсор на Евроинс школата за трчање е големо задоволство што имаме можност и овој пат преку едно годишниот роден ден на Евроинс школата за трчање да учествуваме во овој хуманен настан за SOS Детско село, една традиција што веќе подолго време трае, скоро 4 години, така да преку трчањето што е нешто многу достапно за луѓето, сакаме да искажеме
една доверба во луѓето за подобар и здрав начин на живот, како што и нашата хуманност и општествена одговорност като компанија да помогнеме на децата од СОС детското село. Исто тоа е и основната активност на Евроинс школата за трчање, од чие континуирано работење веќе се издвојуваат напредни групи македонски маратонци. Нивните резултати веќе го промовираат името на нашата земја на меѓународните настани од професионален и рекреативен карактер. За одбележувањето на својата прва годишнина од постоењето, тие на сето тоа ја додадоа и хуманитарната црта, докажувајќи ја на дело својата општествена одговорност и грижата за децата на кои животот им скратил дел од љубовта. Најбрзите ја завршија трката за нешто повеќе од 17 минути. Сепак, резултатите не беа примарни во оваа роденденска хуманитарна трка на Евроинс школата за трчање. Најголемата награда за сите кои учествуваа беа на сметките на децата кои знаеа дека сето тоа се прави заради нив. Денешното движење во триаголникот Лондон, Њујорк, Скопје завршува. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Во мое и во името на целата екипа ви посакувам убав викенд и среќен празник. До следното издание, до гледање.